Здраво на сите, нова епизода од нашиот подкаст на гости е Прилепченец. Зашто се вика подкастот така, тоа ќе го дознаете во последната епизода од првата сезона. Сега благодарност до сите оние без кои ова немаше да се случи. До локацијава кај што снимавме, до пицерија Таверна 1990, до собственикот и до мајчино, Менде Младеновски и нашата логистичка поддршка, до Бојан Илиевски, директор на фотографија и на светло, до Јосиф Трајковски, камера, благодарение до пријателите, до стоматолошка ординација Караджовски, до пекара Алекс и до моје пазарче. А сега малце за гостино. Гостин во оваа епизода ни беше професор по македонски јазик во Прилепската гимназија, професор со добар вкус за филмови, муабетевме со Мартин Наумовски. Чим мора, што се мора? За живе или не е тешко. За вторава епизода се. Ние уште пред да почнеме да дојдеме да снимаме, си направивме многу муавети. Баш би сакал то и то гледаш колку имаш јаки поенти. Ама Добро, че си дојде и тоа. На луѓето нешто ми е интересно да ми кажеш како бивши гимназијалец. Од тука ќе почнеме. Добро. Пошто во најавата јас ќе кажам дека станува збор за професор по македонски Така. јазик. За паралелава она што го правевме преска муабето за генерације. Ако треба да направиш паралела на денеска учениците и на времинава ние дори бевме гимназија. Така. Верувам дека често ти се случува тоа. Да. Често ти се Ми дислика, знаеш, интересно е пошто нели катедрава со две страни и се интересно и од еднава и од другава страна и кога скоривам или кога предавам, се гледам и кај што сум бил таму ученик. И интересно е да се види цело време се паралели. Шо гледам? Не може да се спореди она баш ова е различно, ова е исто. Има многу промени, ама веројатно секој време се носи нешто интересно. Јас тврдам, до ден денеска тврдам дека овие генерации се многу попаметни, многу поинтелигентни, ама нема нешто што се да не звучам нема нешто ко ние бевме последна најдобра генерација. Не така, ама ние имавме повеќе чувство за колективно, повеќе се дружевме, не интересираше материјалното, ама и некако немавме големи амбиции. Мислам, секој различно нормално, ама овие сега деца се препаметни, преинтелигентни. Мојчен процесор? Да, со компјутерски речник? Апсолутно. Точно знаш што сака, точно знаш што му треба, че зборувам и за материјал, и за нивни живот, може да направи перцепција на нивни 15-16 години. Тоа е фантастично. Тоа го имаш приметено, дека Апсолутно. деца со 15, со 16 години, Да. ти враќајци, гледајќи се себе, си верувам и ти во тоа време, а и нашиве другари во тоа време, ја па не можам да се сетам на 5, 6, 7 луѓе што знаеле на 15 години точно што сакам да бидам. Овие мислам дека зна. Или еве да речем, ако може да направиме споредба, ние сме биле подеца од колку овие деца сега. Ние поддетски сме го терале тој момент, во мојава перцепција е така, а овие се веќе деца кои што ја користе глад. Значи зборуваме за прва, втора година, трета и четврта веќе се и 18-19, така што веќе треба да размислува, тоа е нормално, ама на 15-16 зна, може да изменаџира ситуација, може да ти кажи, може не премуавет за оние не знам да се изваја ако закасни па да ми кажи леле сум бил овде или сум бил онде, туку зборувам за работи кои што навистина треба да користиш мозок. Се паметни деца, многу се паметни деца и мислам дека еден од проблемите е што ние не можеме да го согледаме како општество нивниот капацитет. Не може да го искористиме нивниот капацитет. А можеме да ги искористиме децата и впрочем затоа и сиота на страна. Дали тие што викаш, значи според ова што го кажуваш, може да се изведи таков заклучок дека
тие има многу поголема свест за сопствениот капацитет Има. од нас. Има. Свесни се дека може. Зна дека може. Сега има интернет, сега имаш, не знам, се еден обичен тест по англиски, ти можеш да провериш дали си на ниво B1, B2, C1, C2. Така, значи ти, кога ќе го направиш тесто, гледаш дека имаш знаење за C1, пример велиме, и ти си свесен за тоа. Порано ние можеби не сме знаели, ако ти рече професоро или не мора во образование, ако ти рече ти си слаб, ти остануваш на тоа. Нема како да провериш, сега има интернет, сега има телевизија, имаш милион начини како да провериш докај си ти со своите врсници од свето. Така и сега ти проверуваш, ти си свесен за твојата мојче. И тие знае дека се добри деца. Јас многу пати, 6-7 пати сум бил на овие размени меѓународни Еразмус, сум носел деца. Нашиве Во деца кои се... држави? Сум Кај бил сте биле? Полска 2 пати, сум бил Естонија, сум бил Летонија, сум бил Србија добро овде блиску. Така нешто, не знам, овде еднаш тие кај нас беа, значи на 5-6 размени. Појасни ми ја идејава за разменава. Еразмус најчесто, Добро. мада сега последно и беше Рајко некој балкански концепт, нешто налик на Еразмус, само што се тие балкански држави врзани и концептот е да се разменува зависи на која тема, на пример, не знам, CME еден имаше во проект во Полска сеќавам, демек погледни ме мене, види ме мене и се презентираш ти во тие 5-6 дена. На различни начини. Ние работевме уличен театар некој, стрит перформанс, и работевме театар без зборување, значи така, со маски, мислам, сите заедно, тоа беше интересно. Имаше дечки од Португалија, например, италијанци, пољаци, нормално како домајчини, ние еве четврта држава, имаше романци, така, 6-7 држави, по 5-6 деца и по еден професор што ги носи. И поента ми е дека нашите деца отскокнува. Не се подобри, туку отскокнува. Аха. Во било која област. Еве работиме што работиме, после седиме. Овде се работи за креативен израз. Така Значи е, овде така е. во овој случај откокнува со креативност. Да, ама и не само со креативноста, туку и со општите теми, општите образовни теми или општо културните теми. Значи овде не сме субјективни, не сме пристрасни, Апсолутно. си имал прилика да работиш. 5-6 пати сум бил, тикам не е Тоа е само многу еднаш, интересна да ми поента, се бе. погоди. Значи и буквално правеле мовет. Ние кога му кажувавме како учиме овде кај нас, тие загласе фајче. Ние кога му кажавме, сеќавам на еден пример, кога бевме Полска, има цимер португалец, професор по спорт, ама и музичар, професионален музичар. И разговаравме и му кажувам дека ние оствари со часови почнуваме во 7:30 почнува часот са бајли. Добро, вика, и ние така почнуваме, ама нели, вика, има доручек, менза, ова, она, чајче, кафе, по 9 часоите. Не, викам, од 7:30 ние почнуваме, са бајли. Ме гледа, како вика, ако, пример, првиот час прави писмена, што викам, че прави писмена? Добро, вика, тој треба да стани во 6, значи, мозокот не му е разбуден. Како може така? Може, вика, може, рекол, не знам. Вика, овие деца така има такво образование, да, вика. Вика, за мене е тоа фантастично. Ние, вика, одиме во 7:30 са бајли. Значи тоа е за него Ама се има- као нешто спартанско, да речем. Чудно му е, оти нормално ако размислуваш, нели, и на возрастни, мозокот са бајле ти спија, ти стануваш за на работа, например, од кревет стануваш, нели, хигиенски навики, се разбудуваш полека, ма организмо уште спие, не можеш да го разбудиш ти наеднаш. Значи, она му кај 9 вече Добро. почнуваш да функционираш. И овој вика е нејасно како едно дете, например, може да има прв час математика или физика и да прави тест. Во 7:30. Значи, спија, телото му спија. И нормално е да му спие телото. Вика, ние се разбудуваме, вика, пола сат. Дали тоа ќе му се дај по една круасана од 7:30, пример, до 9. Дали, не знам, кафенце, чај, нешто, мензи, големи, па тие класој таму, па или па со спортче се почни да се раздвижа, нормално си има тие тушкабини, си има собликувални и такви некои работи. Му беше нејасно. Ајде да речеме, не навлегуваме во условите на образованието, туку му беше нејасно како се толку спремни деца. Ама мислиш дека ова што си го приметил дека отскокнува наши ученици, мислиш дека е последица на
образовниот систем, ова што речеше малце спартански во очиве на Цимеров твој, или се работи за некоја природна дарба на луѓе од овие простори? Интересно, немам размислено зошто се понапредни, ама веројатно е природна дарба, ти образованиево не че да е баш да го носи тоа, ама може и комбинација од двете. И природна дарба, да речеме 70-30, кај што има и фантастични професори, има фантастични училишта, кај што може да го види детето, да го осуети, да му го види квалитето, да работи после тоа. Има, ама веројатно и природна дарба. Еве ние како македонци или балканци сме трудолюбиви, сакаме да работиме и многу работиме во однос на образование. Значи имаш ти писмени кои што ги пишува по 2-3 сати децата. То не е мала работа. Пишуваш 2 сати писмена. Во прво, второ, трето може не, ама после 5-6 почнуваш со работа. Тоа е работа, сериозна работа е. И некако мозокот може би се тренира и тоа е некоја дарба која што можеш да го слушаш наставникот, учителот, нели родителите, главен, порано нели беше главен наставникот, учителот, тој што тоа ќе биде. И така се тера работа. А да се сетиш конкретно кај што ти кликнало, деме гледај го нашево дете во однос и тоа е наше, и друго е наше, ама види го. Разбираш што сакам значи разбирам... конкретно некоја случка, нешто да се сетиш кај што си видел баш тоа одскокнување. Конкретен пример не знам дали ми текнува бевме на пример за Копане, овај ски центар што му е овие ски скокалници нели кај што се одржува, фантастична природа и се до тоа. И си седеше вака на клупи надвор и се правеше муабет. Забележав дека било која тема да се отвори, нашиве деца има познавање од тоа, солидно познавање и интерес околу темата. Навистина, сите деца се добри, мене ми се погодија тогаш да носам добра група на деца, секош се добри тие деца, оти сака да прошета и сака да ги види другарчината настрана и се интересира. Значи не станува збор за деца кои што, не знам, го мраза училиштето или има 15 единици. Станува збор за деца кои што, сака да стекна познанства, прочитале нешто, виделе, сака да се прошета и така натаму. Ми беше нејасно било која тема да се зборни. Значи во тој неформалниот дел не можев да верувам, јас ги прашувам мојве, а ти од кај знаеш? Па знам, вика професоре, ова тогаш, ова вако. И се англиски на пример перфекција. Да. Нема никаков проблем комуникацијата. Јас се плашев, па сега како ќе биде, па различни деца, па не знам сега. Нема проблем никако, зборуваме за граматички, не зборуваме за англиски, water, cat, dog, значи зборуваме за зборување. Без никаков проблем, вика, секој е чест. Имаме силна многу младини, имаме и тоа што мене ме лути и ме разочарува е тоа што не знаеме да искористиме. Нивниот потенцијал не знаеме и затоа не бега. Некој знае да го искористи, например на Словенија, знае да го искористи тој, не ги зема тие деца и не знаеме, а колку сакаме да знаеме, колку се трудиме да знаеме. Еве индивидуално, пример че тргнеш од себе, знам дека си покренуваш и некои само иницијативни акции, ги мотивираш, ги инспирираш на креативен израз. Ама тоа е поединец, така. А колку сакаме ние да дознаеме така како, колку не интересира. Од родители, да почнеме од семејство. Колку родителов е заинтересиран да види шо е детево. После колку е учителов, па колку е институција, па општество. Така е, мислам, тоа е поентирањето ствари. Јас не сум единствен, има одлични индивидуалци, не само во гимназија и во Прилеп зборувам општо. Ама голем дел не сака да го открие тој талент од родителите или од професорите или од децата. Тоа е додатна работа, тоа е додатно малтретирање, тоа е додатни сати, неплатени. Ја не би навлегол во политики и во тој економски систем, ама зборувавме за се треба пари. Така и сега, ако едно дете е талентирано и треба да го пратиш, да речеме, родитело, ти како професор му кажуваш дека тој е талентиран, па се треба да оди на надпревар во Србија нека биде, родител треба да најди пари, то се непланирани трошоци, или професоро кој што дома има исто сметки и треба да плати дома трошоците, треба да оддели уште 3 сати плюс. Значи, то се работи кои што, ама од друга страна
таа е професијата, тоа е благородното во нашата професија, ама се сложувам дека голем дел не сака да го види нештото. Го гледа, ја ова што го зборувам не е топла вода, се гледа тоа. Овде па приметувам и да не речам и свесно, некош свесно да замижиш. Се случува, веројатно така, се случува. Гледам некоја драгоценност, гледам нешто, некоја искра, ама ако е искра, за да ја претворам во оган, што треба? Треба да дувам, треба да гранче да соберам, нешто да се помачам, па дрвце. Ама ако замишам... Така е, ама сите се поеднаш изгорени од дувањето на оган. Се запалил некош оган и пробувал некој да запали оган од ништо и тријал камчина и правил ливчина суви и се изгорел од огно. И сега некако не му се гори. Знаеш, кога ќе видиш оган, си викаш, батали. Нека гори некој друг сега. И тоа е циклус, ама ние губиме така. За жал, некој таму горе треба да го види нештото и да ни дај средство за палење на оган, кибрити, упајлјачи и овај нешто, и дрва кој што треба, за да може да се запали. Инаку не е работа. Ти некогаш даче светни оган малце, ама не е то поентата. Ти треба оган тебе да гори. Едно оганче не брка работа. Ти треба оганче, па сплотување на оганчина, така за да се стоплиме сите. Така. И кога има таков оган, после може да го оставиш и 2 недели, знаеш коледа? Че си тлеј, така е. Па че дотуриш нов, че дојди некој. По 3 дена, тогаш може да го оставиш, да не му обрнуваш внимание, ама четвртиот ден да појдеш, пак си гори, пак одма можеш лесно да го разгориш. Така е. Ама само ако е голем. Така е, ама и кога че е голем тој оган, сите се топлиме. Знаеш, убаво ни на сите, пријатно ни е. А ако че е мало огне, прво се тепаме да застанеме околу нештото, па во тепачката некој се повредува, некој бега, некој ваму, некој таму. Па огно се лути и се заминува, или се гаси, така. Ама пак велам, ние сме најголеми губитници, ние не сме голема држава да не може да го контролираме тоа нешто. Можеме да го изменаџираме. Има фантастични, јас тврдам дека има фантастични луѓе и родителите нормално на секој дете му посакува најдоброто, и професори, и не знам други одстрана што треба да помогна, ама некако не го менаџираме добро. Кај родителиве, значи секој родител му посакува се најдобро. Ама дали е доволно на тоа да застанеме? Не може да биде доволно. Значи и тој родител мора малце да се заинтересира, малце да засака фазла. И тој родител може да не види нешто што е многу важно кај детево свое. Значи не е совршен. Зошто? Затоа што е човек, нема врска што е родител. Родителството не го става во позиција да е безгрешен. Не, апсолутно. Тоа е племенито нешто, ама никако нешто што е безгрешно. И ненамерно може да сгреши, едноставно да не го види, превид да направи. Твоите очи гледа на еден начин, моите на друг начин, така што може да го сгреши тоа нешто, ама се тука навлегуваме во например и образованието на родителите или квалитето на образованието. Тогаш и сега амбицијата, пак се враќаме околу економијата, околу финансите, значи тоа е некој цикличен момент кој што цело време само се врти. Ако некој родител, карикирам, растел на нива со тутун, многу тешко че го иџвака моментот кај што негото дете го побарал, не знам, Microsoft да работи во Германија. Никогаш не се случило. Од друга страна, родител кој што е екстра богат... За Microsoft, за Microsoft може и че го иџвака, ама ако негото дете по 5 сати секој ден пишува поезија, така. Значи, или ако го слика, пошто преска спомнавме така и некои креативни активности што сте ги имале, ако се работи за нешто уметност, поготово нема да го издивака. Така, значи за Microsoft, че ова е материјалниот момент, Microsoft. Ако имаш платичка, може и че помени, окей. Ама ова? Добро, така е. Ама сакам да кажам дека, нели, различни генерации, различно време на живење, не знам, растење на државава, не знам, уште сме ние во некоја транзиција, уште не знаеме што сме, кај сме, мислам, во однос на правецо како тераме, или дали сме ние капитализам, дали сме ние, не знам, лутаме, едноставно лутаме, сите лутае се снајдоа, ние некако уште лутаме, и се тука се прави грешки, нормално дека се прави грешки, само ни поминува времето, ни поминува животот, ама
Јас се надевам, мислам, веројатно и сите се надева и човечки да се надеваме дека барем некогаш ќе блесни таа искра и ќе се направи оган така да се топлиме сите. Ти луташе пред да тргнеш по патов свој, денеска ете професор по македонски. Периодов твој, ова што спомнавме преска, тие години кај што човек размислува што ќе правам, како ќе правам. Не направивме паралела за денешниве деца, зна. Така, јасно. Еве, имаш овде зад камера, нема да го виде гледачиве твој ученик. Значи, паметни, способни, јасно му е. Ние во тие години, твоето искуство со барањето, каде, шо? Како што реков и преска, ние некако имам чувство дека бевме под деца. Ја, например, како гимназијалец, да речеме, од 3-та и 4-та година, активно се занимава со спорт. Нормално, тоа е во Македонија и во Прилеп. Со кој спорт? Во тој период одбојка се занимава. Одбојка. Да, играв одбојка и единствена желба ми беше да станам одбојкар. Нели? Ја не размислував дека треба иднина да имаш и она те носи страст, те носи пасија, ти само гледаш топката, гледаш. Значи само тоа, да има 10 пати тренинг дено, 10 пати ќе тренираш и во суштина ни на мал дел од мозокот немав дека ќе одам на филолошки. И на крај памет. Тоа е интересно многу. Да, значи тој избор на факултет ствари мене така ми дојде и е пак поврзан со овој претходниот момент кој што го правевме муабет, затоа што јас сакав да запишам на ДИВ како спортист. Тоа време, да речеме, бев окей, добар, да запишам на ДИВ и да продолжам со тоа. Ама пак финансите беа проблем. Тогаш моите не можеа да го покрија нештото, ДИВ имаше многу повисока партиципација од колку филолошки, а па од друга страна книгите мене им беа хоби. Никогаш не читав за да, не знам, да покажам нешто на некој, толку сакав да си читкам. И единствено логично размислување или избор после разочарувањето, пошто не можам на ДИВ, оти видов дека не може па се да страда некој јас да одам на ДИВ по секоја цена, значи секој како вела стари се пушта нозете докај што е черџето. И видов дека не може на ДИВ, дека реално не може тоа така да биде и ајде решив на македонски. Значи љубовта кон книги е? Да. Тоа така, Љубовта без јасна некоја визија зошто како? Без ништо. Мислам дека прво и второ на факултет, ја не знам дали има одбрано. Никогаш не ми текна што ќе бидам кога ќе завршам на факултет. Никогаш не размислував што ќе биде кога ќе дипломирам. Едноставно тоа го поминував. Значи просвета и Не, тоа плати ништо тоа ни на крај памет не ми идеше. Што ќе се случи, се кога дојдеш 4-та година на испит 2, веќе тука нешто ти проработува, ама првите години веројатно затоа некако окей ги поминав. Не зборувам окей во смисла на високи оценки, не знам првите години за време на студии? Да. Значи ги поминав окей затоа што ми беше едноставно се. Ако треба да се прочита нешто супер, немам проблем, ако треба да се каже нешто за делото, си го кажам моето мислење. Имав среќа да имам плејада на добри професори, например, одлични колеги, например, што мала група на студенти кај што си близок, значи не е да речеме, не знам како правен економски, па 1000 студенти во амфитеатар, па со никој не се знаеш, ние бевме 60 вкупно, тие 60-30 одеа на предавање, од тие 30 редовни беа 6-17 и си правиш една група и веќе функционираш заедно и беа одлични, имаш одлични професори, така што лесно сето тоа помина, ама веројатно помина сето лесно затоа што во ниту еден момент, а имам впечаток и за моите колеги така, дека не беше во глава ставено колку ќе биде платата како професор, не знам што, туку сите некако појче од љубов. Ајде, читкам, сме се собирале да читаме. Што еве на овие млади генерации не му иде на памет. Не. Тие се собиравме во стан, да речиме, не често, не дека ние секој вечер правевме такво нешто. Дружење во стан, да се собереме, да читаме. И да се читка нешто. Значи, да му понудиме таква идеја за дружба вечерва на група онди и само шо? Чизбега од нас. Така е. И може и во право чизбега, затоа што не знам, не се знае кој е правилното. Ти многу би било лесно ние кога знаеме што е правилно и
ама има многу аспекти секој од своја страна. Така што кој како мојубо, веројатно на тоа се сведевме, за жал. Ова со дружба за читање, стварно не можам да го замислам јас денеска, и јас сум човек што сака да чита, и да се собериме, да се забавуваме така што ќе читаме книги. Изненадувачки има многу пријатели, друштва, и од колеги и општо, што знам дека кога се собера фамилиарно, да речеме, во недела на викендица, се читка песни, ама зборувам за повозрастни генерации или генерации кои што не се 22-3 години. Се читка, значи не знам, јас најдов убава песна, скарата се прави, салат че имаш, прекрасно. Онака, не знам, мене ме носи Бодлер, тебе те носи Петре М, значи уживаш во моментот, небитно што уживаш во моментот и то ти е неисфорсирано. Мене ми убава, најдов песна да ви ја прочитам. Океј, никој не ти се смее, никој не те супер, па утре ќе те натера тебе такво нешто, ама за жал се тие ретки работи. И е веројатно подобро да се тие ретки работи. Молам, викни име некој да се дружам со вас. Ајде, ако има скара, ако има природа, вака пивце, и ако се чита поезија, викни име, те молам. Наредна прилика. Или можеме ние да организираме, па шо? Да ми се реваншираш, значи. Готово, важи. Добро. Сакам да продолжиме овде малце да се задржиме. Значи ода прва, втора година студи. Кога почнува да се гледам дека кај тебе као го одбирам тој факултет, заради финанси, сакам да студирам, сакам да одам на факултет. Не е тоа што го сакам, ама всушност има многу работи што сакам во нешто. Како се развива тоа? Сега ако размислувам, веројатно две несреќни околности ме натераа уште повеќе да го засакам тоа што сега го сакам. Првиот беше финансискиот дел што не може да запишам на филолошки, а после тоа кога се запишам на филолошки, во втора ми се чини година, така нешто, имав тешка повреда, спортска тешка повреда, ја скршив ногата, ама многу тешка повреда имав и тогаш морав да се тргнам скроз од спорт. И не знам, веројатно во некои такви моменти, вечери, размислување кај што сум размислувал, оти баш леле мене ми се случи тогаш, или на 22-3 години, на 20, леле зошто мене ова, леле зошто така, и веројатно тогаш некако ми има кликнато дека можеби така треба да биде. Можеби е тоа окей. На крај крајшта после моментот е што растиш, прифајчаме. Да, прифајчаш, си викаш чекај, па осталом ја можам да си подигрувам, ја и денеска играм рекреативна одбојка, така, полека, нежно, онака, за душа, што се вели. И тогаш, веројатно има, не го знам точниот момент јас кога тоа се има прекршено, ама мислам дека по таа повреда спортска, мислам дека почнав така да размислувам, дали сум се тешел тогаш сами о себе си или како ми била приказната точно не би можел да знам, ама мислам дека тогаш почнав се повеќе да го сакам тоа што го имам во моментот и да уживам во него. И полека почна да си расти таа приказна и си дојде до еден степен кај што си имаше чувство дека институција како што е факултет, како што е катедрава за македонски јазик, дека те обучува да бидиш утре професор? Дали, пошто голем дел завршувате во како професори, така работите во просвета, са некој може заврши на некој друго место, ама дали имаш тоа чувство дека тука се создава прво професоров или професоров го создава Мартин сам? Имам чувство дека веројатно е комбинација од двете, сега да не звучам ја да балансирам, ама мора да го имаш нештото веројатно во себе и мора таму да научиш нешто. Никогаш немав чувство дека факултетот мене ме спрема да бидам професор. Јас за себе зборувам. И голем дел од тогашните мои колеги не се професори сега, а се занимава со литература и со поезија и со пишување и со лекторирање и така натаму. Имав чувство дека навистина последно втора, трета година беше уживање. Никој со ништо не замараше. Веќе четврта година можеби некој се праја некои калкулации. Сега шо после факултетов?
Затоа што беа ни други времена, затоа што од дома ти вела кога завршиш факултет, ние не можеме да те финансираме во Скопје, мора да работиш ти. И пак некако се сведува се на пари, ама немав чувство дека факултетот те спрема ти да бидеш професор. Кога ќе влезеш, ти пред табла, па сега пред табла, ти овде застани лево, застани десно. Мислам дека секој професор или секој добар професор мора да го има во себе или да го најди во себе. Не може да те спреми ништо и верувам дека е така за секоја професија. Нити за доктор, нити за, не знам, полицаец, нити за таксист, нити за копач. Мислам дека мора да пронајдиш нешто во себе. Ако го имаш, ако го немаш, ќе видиш дека е грешна професијата. Мене, например, 11-та година работам, ми се нема случајно јас сабајле алармо да ми задзвони и стварно не го кажувам то ради реда, да сум пишман што ми задзвони алармо. И мислам дека тоа е една од придобивките што ги имам со професијата. Образованието можеме да зборуваме до сабајле колку е лошо и колку било лошо и колку ќе биде лошо и така натаму, ама јас никош не сум почувствувал дека имам тежина со одењето на работа. Веројатно затоа, она што го спомна, сум работел и додатни активности, не само јас и многу други покрај мене, едноставно те исполнува. И можеби тоа е клучна за секој човек како си сака професијата да биде веројатно Добар во незе. Да, ја не можам да речам, не знам дали сум добар или сум лош, ама знам дека на сабајле не ми е криво што сум професор. После ми е криво кога ќе дојде сметките за плаќање струја и ова и она, ама шала настрана, мислам дека сум си го пронашол тој дел кој што бил наменет за да бидам Од самиот старт, од самиот почеток, може да се сетиш со колку години почнуваш да работиш како професор? Со 25 или 26, така. Со 25, со 26 години се појавуваш пред 30 средношколци. Може да се сетиш на се дали е прв ден, буквално се прв момент, дали може на тоа искуство да се сетиш. Оти сега е Мартин има само доверба, сега Мартин има искуство, така, сега Мартин има километража. Так. Ама Мартин што до некни беше на клупа, сега има, треба да биде... една интересна случка, ми си има случајно, нема да именувам кои се професорите што ми го направи тоа, ама првиот ден кога појдов на работа, многу го сеќам, нели, бричен, кошулче, и имаше гужва сабајле пред канцеларијата гимназија, деца, значи, одмор, голем, мал, и тогаш јас кога појдов, правилото било дека нели има две страни скали во гимназијата, два влеза, и се правилото било дека не треба пред канцеларија тука да поминува деца, дека под другите скали се оди на втори. И случајно се погодија неколку деца и дојдов јас во тој момент. Излезе на професорка која што подоцна ми беше колешка и нормално ми е колешка. И се развика, заминувајте од тука, не смејте да стоите пред канцеларија, му се развика на деца. Почнав ја во зима, во јануар, првиот ден од зимскиот распуст почнав, прв пат, и викам професорка са, ништо не ме интересира, вика, заминувај. Викам само, заминувајте оде пред канцеларија. Ја никако не си се, не можам да ја речам, јас сум тој и тој, страв ти е прв пат одиш на работа, не е едноставно. Заминав и јас со деца. Не знам што да направам. Среќа се појави професор, директорка тогаш. Ајде, вика, влегувам в канцеларија, вика, колеги, ова е Мартин, тогаш влегов на замена, вика, че заменува таа и таа професорка и натре професоркава која што ми збрка. А таа ми беше и професорка во средно. Леле, Мартин, леле, ути не кажа. Викам, пробав јас да кажам, ама некако неста со време. Интересен е моментот на првото цапнување пред табла, ја оствари тогаш сватив дека можам да бидам професор. Немав страв кога застанав пред табла. Оној момент што викаш 30 ученици, ново ти е се, некако немав страв. Појче имав страв од дневникот кај се пишува, часо кај се заведува и не знам такви некои административни работи, документација, не знам што, отколку контакто со интерактивноста со ученици. Ти веруваја од првото појавување? Не знам дали ми веруваја, ама јас до ден денеска имам искрен однос со нив, еве баш денеска е прв ден на нов клас Зедов, значи трета генерација,
како Ајде, класен. Илија, нека. Амин. Да биде успешна за сите и денес имав прв пат час со нови деца и истиот пристап мислам дека го имам во овие претходни 11 години. Работите да биде едноставни и да биде искрени и да се почитуваме меѓу себе. Значи, што и да се случи, како што кажа и ти претходно, никој не е безгрешен, јас може да сгрешам, тие може да сгреша. Ако работите ги кажиме и ги решиме, ќе биде се окей. И мислам дека јас му верувам нив и тие ми верува мене. Значи стило преку кој што го ја градиш, да речем, професорскава улога, мора да се каже улога. Оти, добро, професор си тогаш или си професор секош? Не. Така, значи тоа е сепак улога. Така е. Чекај се што ми беше мисла За стило нешто. за стило, да. Градењето. За стило. Кој е стилов? Тоа е што рече пријателски појче, пристап, појче што викаш на искреност, на комуникација, на другарски. Се е то, само не е стил за мене. Не е фолирање, не е глума. Јас не сакам за мене да се изборувам како сум и у приватниот живот, ама не сакам да размислувам ако со тебе овој муавет го правам. Јас не сакам после да се малтретирам со калкулациите, ако сум ти рекол тебе во 3 ќе се видиме, не знам, па имам работа сега, па да ја смислувам лагава после за со тебе да не се видиме, за да правам калкулации да се малтретирам јас. Се оно што кажа е така, сакам другарски однос, сакам комуникација, сакам искреност и од моја страна, например, сакам да сум точен. Јас многу го ценам то. Ја немам закаснето на училиште. Еве, во 11 години може да ми се има случајно 2-3 пати. И сакам да биде то така. И за мене и за нив. Јас не влегувам 20 минути после почетокот на часо, а он нив да барам на почеток. Се што правам јас, барам и тие да правам. Ако сум јас спремен за начас, барам да биде и тие спремни за начас. Ако сум јас искрен со нив, барам да биде искрени со мене. Ама пак се враќам Го добиваш тоа за возврат во иста мера? Од некој не, од некој да, некој не, ама тоа е сосема нормално. Тие се деца, се во пубертет, раста и нормално различни се воспитани, различни родители, различна средина. Има фантастични, генерално јас сум задоволен. Велам, ама децата се колатерална штета за жал на се ова околу нас. Како изгледа искрен однос измеѓу професор и ученик? Еве, јас ако за средно, конкретно, ако се вратам назад низ времево, не можам да се сетам на професори што му било важно да негува искрен однос со ученик. Некако му било секојаш позгодно да има дистанца. Дистанцата и искреноста се две различни работи. Така. Треба да има искреноста дистанца. е некој емотивен влог. Јас зборувам за искреност, но оние што ги велиме банални работи. Ако те прашам оти не појде на час, очекувам да ми кажеш оти не појде на час. Ја не зборувам за некакво отварање, не знам, емотивно, па некои проблеми, па да ми се исповеда и така натаму, ако некој чувствува нешто такво, окей, ама зборувам за кажи ми поарно избегав од час, не бев спремен, не ми се седеше, досадно ми беше, немој да ме лажиш. Значи зборувам за такви ситници кои што за мене на пример не се ситници. И тука гледам големина кај децата. Дојди и кажи ми, досадно ми е. Ми се спие. Океј, и мене ми се спие, јас морам да издржам. Кажи ми да знам јас. Да видам зошто, да видам дали професорот може би не те заинтересирал, може би дома има некаков проблем. Многу е комплексна ова професија, за жал не е ценета, ама е многу комплексна. Не е само тие 2 часа на училиште и летен и зимски распуст, туку е многу комплексна, ама не е ценета, ама добро се, кој како ја цени, така ја цени, не е ни битно. Битно, нема ситници во овој дел. Нема ситници. Туку мора да се внимава на се. И јас внимавам на тие најмали работи, а тие поголемите ги оставам на самите деца. Че ако сака да ми се исповеда или да ми кажи нешто добро или нешто лошо, окей, тука сум. Ако не сака, то си е негова работа. Тоа дека не е ценета, се да бидем искрени, не е ценета. Така, значи Јас имам таков и печаток, институционално и општествено и вака и значи важноста на професор, затоа те прашав во врска со искреноста. Некош
ученико баш во тие периоди, еве, ако ги исклучиме денешниве генерации за кои што викаш, па знаат тие се, ама некојаш во тие периоди кај што се бараш во живото, кај што не си баш сигурен, може поминуваш и низ некои турбуленции. Мене ми е, или може и романтизирам, професоров, некоја фигура, кај што можеш ти да поидеш да направиш муавет настрана од она што е врзано со училиште. Да направиш, се не можеме да кажеме гуру, така. Ама ако ја видиш позицијава, ако тргнеме зградава, ако тргнеме имаме шо? Имаме 30 луѓе, седа мирно, и имаме еден човек пред нив и зборува. Значи, тој е гуру, тој е учител, тој е некој животен учител. Така. То јас го немав низ моево образование, а мислам дека и денешниве деца го нема. Кај професориве или кај учителите. Некош може и учителите има недоволно мудрост, животно искуство, може некош не се заинтересирани и не знам, субјективно, јас например, сметам дека сум го имал тогаш, кога сум бил ученик, и го има и сега. Си го имал? Да. Затоа веројатно се размислувам, дори те слушам, дека веројатно е различно. Некогаш една реченица од професорот, наставникот, било шо, може да е доволен совет за се. Некогаш несвесно ти помага или ти одмага. И мислам дека и сега постојат многу професори, значи зборувам генерално, не само за гимназија или за Прилеп или за државава, кои што излегува пресрет на такви деца. Оти сега децата има за жал многу поголеми проблеми затоа што се соочени со ова брзо темпо на живење што носи секакви проблеми, а реков децата се најранливи и мислам дека професорите општо во светот игра голема улога. Или треба да игра голема улога. Јас сакам да верувам дека игра голема улога и дека може да попра многу работи. Впрочем, мислам дека образованието и цел тој систем дека може да го направи светот подобро место за живење. Единствено образованието. Што си среќен кога ќе видиш дека си успел да постигнеш кај ученициве? Што те исполнува? Дали последна генерација од 4 години, дали нешто во пократок временски период, што те исполнува? Што стварно викаш, тоа е тоа? И за себе, и за него? Не знам што ме исполнува, би било клише јас да речам дека нивната насмевка и нивното задоволство ме исполнува. Ама еве можам преку пример, а тука имаш и сведок на тој пример, еден од моментите кои што мене ми биле незаборавни, например, за еден мој роден ден ми донесоја тетрадка принтана, не знам каква средена, со ликој од мој омилен филм. А тоа е? А тоа е Друштво на мртви поети, Dead Poets Society. Со Робин Вилијамс. Со Робин Вилијамс, мене ми е омилен глумец тој и тие направиле, знаеле, виделе, јас веројатно некој сум го постирал или така натаму, знаеле дека тој ми е омилен филм, таму станува збор за еден професор и еден клас, нашле таков джемпер, облека на учениците, нашле, не знам, се што треба, нашле цитати од нештото и ми подарија едно такво нешто. Материјално, веројатно, нема воопшто вредност, но јас ден денеска ми стои во дневната соба, таа генерација, тој дечкото кој што е овде зад камерите, кој што за мене нема вредност. Не посто пари на светот кој што може да го продам јас то. И тој и одговор. Среќен сум кога ќе свата дека малите работи прават задоволство. Например, никогаш, еве ако зборуваме за роден ден, например, никогаш јас не сум добил подарок од типо на златни ланчина, не знам, ки знае шо. Секош некои ситници такви сум добил. Од една генерација, например, од што се зафркаваме вака на часови, да ме каде и некако во тој момент ми било мене како реченица, како фраза, еве одам ресен на плоштад. Ми купија карта за ресен автобуска.
Значи, Много некои такви оригинално. моменти кои што тоа ми е поента да сакам да видя дека може да се усреќи и тие и јас и секој со такви мали работи. И се радувам кој ќе свата и кој ќе научи дека тоа е тоа во суштина. Тоа ми е најголема добивка. Или кој ќе сме работеле на некој проект, ете тој еден фестивал кој што се работеше в гимназија, Гимфест или некој поетски вечери, кој ќе ги изнесам на сцена и ќе си го добија заслужен аплауз од публиката. И кој ќе види дека вреда. Ние ништо не направивме, публикава леле, не е леле. Значи, виделе дека има одреден квалитет и за среќа, многу од нив напредува, што ми е посебно сум задоволен и среќен, што напредува и со добри факултети и си го работа тоа што го сака и во област на уметност, и во област на науки, природни јазици и така натаму. Тоа е веројатно среќата. Колку и да звучи клише, тоа е то нешто. А поврзано со македонскиот јазик, Добро. што сакаш да видиш кај деца поврзано со тоа? Тука што ти е... Да видам, и то ги терам, денеска му го кажав то, мојата цел во овие 4 години на овој сега клас и на сите претходни... Ова ти беше денеска говоро, првата средба со... Не, тоа му го кажам секогаш, сакам да ги научам да си го сака своето. Да си го сака свој мајчин јазик, македонскиот, а свој јазик си го сакаш само ако го познаваш. Значи, запознајте си го свој јазик, зборуваме за ниво на средношколци, после ако сакате да се надополнувате, имате факултети, имате постдипломски, имате докторски и така натаму, но засаките си го своето. И за среќа пак можам да речам, посто такви деца. Имало безброј иницијативи да се посети куќата на Блаже Конески, на Петре Андреевски, Дениција една генерација сега лани што завршија за време на короната, решија да снима, го има тоа негде на YouTube, да снимаме, мислам дека Бели Могри беше на Рацин. Значи се договоривме, ти една песна, ти друга, ти трета, дали професоре можеме. Во видео форма беше Во нешто, видео мислам форма дека... беше, пошто бевме во карантин, секој да си најди поедна песна и да ја среди, се монтира сето тоа. Видов дека постои љубов, дека има интерес за тоа. Значи, да не ги тераш ти да си го сака своето. Така што тоа е најдоброто, а посто верувај дека посто такви деца. Посто такви деца, ама за жал се малку или се изгазени од тие што сака да не знам, живее турбофолк. Турбофолк. Сака или се приморани да живее? Може би се приморани. Може би неće да излеза од стадото, од јатото, па да бидат црни овци на општеството и може би и ги оправдувам. Може би е то така страшно и на тие години, на секој години. Е то така страшно, ама посто деца што се храбри. Овие другиве може би нема избор, некој сака да бида, не зборувам турбофолк само како музика, туку како еден цел правец на брзо одскокнување и така натаму. Ама некој има го прават овој вистински избор, некој се приморани тоа да го пра, а постои што се настрана тргнати. И мислам дека има доволна група, ама пак велам дека треба да се препознаи сето тоа и да се види така фино да се спакува и немаме никаков проблем. Никаков проблем немаме. Немаме никаков проблем за македонскиот јазик. Имаме идни писатели? Имаме. Имаме идни талентирани романописци, поети. Имаме, верувам дека имаме. Добивам да речеме еден куп литература, која што ете ми верува децата и никош не сум го изневерил тоа нешто, кој што ми рекле не сакам да објавам, сакам само да ја прочитате вие и да ми даете ваше мислење. Има зачудувачки огромен број на деца кои што пишува. Зачудувачки огромен број. За какви форми? Најмногу е... Поезија, најмногу поезија, тие се некои моменти веројатно во тие години, љубовна болка, не знам, нели, дечко, девојка, па разочараност и такви некои работи, ама мислам дека децата носа преголемо бреме за своите детски години.
Не зборувам тука само за овие нормални детски или тинејџерски моменти од типот на љубов, туку она што го велевме преска општествените проблеми од типот на политики, од типот на финанси, од типот на родители. Сите тие работи се, ги носат деца, се рефлектира во материјали што ти ги доставува, така? Така е, се рефлектира. Се рефлектира и ти е добро што бара вентил еден испусен да напише нешто. И не е битно колку е тоа квалитетно, ти знаеш пошто пишуваш, битно е да излези на хартија и да излези од тебе. Да се почувствуваш добро. Едноставно, ти може по 2 дена и да го искиниш нештото, или да мислиш дека ќе напишеш нешто подобро, ама има еден куп деца. Че зборниме зашто е важно како делува терапевтски пишување, значи зашто многу луѓе мислам дека не зна ако ќе речеш пишување, сед нешто треба да биде, не треба ништо да биде, дека е самиот чин терапевтски, ама ају кажи ми за квалитетов ме интересира. Не мора, значи кој што викаш, не е важно, точно, не е важно, ама дали има квалитет? Дали можеш да препознаеш? Има квалитет. И тука се појавува едно помодарство, сега почне па сите да пишува. Имаш таков печаток? Имам. Се почнаја да пишува и тие што знае што може, почнаја да пишува и тие што сака да пишува, а реално не може. Мислам, може секој да пишува. И лошата литература е добра литература, и лошата песна е добра песна, ама некако некој се преценува и малце, не знам, како да остава некој друг белек на нештото. Кај го стекнуваш тој впечаток, тој впечаток можам да го на социјалните мрежи можеби најмногу. Апсолутно. На социјалните мрежи се мери во лајки, ако некој дете има да речиме, и не само деца, тоа и кај возрастните се рефлектира, ако имаш да речиме повеќе пријатели, имаш повеќе лајкови, ти автоматски имаш подобра поезија отколку некој кој што е повлечен, ама пишува фантастично. Пак е тој некој популизам со кој што сме обкружени ние, според мене. Некако се гледа надворешната слика, не се гледа она внатре и некако преовладува можеби квантитетот пред квалитетот во тој дел, ама има многу квалитет. Се квантитетот значи дупло поголем од квалитетот. Значи има квалитет. Има. Ова е интересен исто момент, прочитај професоре, ама само меѓу нас, значи така? Да. Не, ова јас не го делам со други, не го објавувам. Ова ги имам напишано, сакам само ваше мислење. Тоа што ти говори? Тоа ми говори дека тие, а тука влегувам и јас, например, еве и јас пишувам цел живот, пишуваш. Ама, например, многу ретко јас објавувам нешто или некако гледам дека постои бариера во светов како ќе бидеш осуден од надворешност. Страф мој дека кој објави таа песна, може да дојди до, не знам, смеење, исмевање, невосприемање на песната како што ти сакаш, ти мислиш дека си напишал песна која што сите би рекле браво, супер, а некој ти рекол, да, окей. И нешто боли внатре и веројатно мислам дека сака да се заштита од тој момент. Од реакцијата? Од реакцијата. Се вика да не ризикувам, да, може некој ќе речи фантастично е, ама најверојатно и може би е вистина, пошто еве рековме пола го живе тој турбо фолк живот, не зборувам пак велам само за музика, нереално е да не го се препознае квалитето и некако боли оти, еве како што сам кажа, таа една терапија пишувањето и ти да изнесиш чувства на хартија и да му ги даеш на некој на тацна и тој некој да рече, добро, окей. Не е баш пријатен момент. Или не само во тоа, во било која професија. Тука ја имаме она полемика, секојаш е актуелна и секојаш се води за идентификацијава на авторов со текст. Така, дали писателов и тексто се едно или се две? Ако се идентификуваш со тоа што го пишуваш, а ова кој што рековме, иако емоционалниот влог е голем, тогаш ако не ми го цениш нешто че ме боли. А ако го фуп и го киниш,
Ма дали е можно да не се идентификуваш со било што излегло од твоја рака? Дали е, јас пример не би може. Не знам дали е можно. Ја мислам дека не е можно. Ти да го напишеш, ама да не го чувствуваш како твое. Јас мислам дека не е можно. Барем делче, барем реченица, барем збор, ќе биде нешто твое. И ти ќе го знаеш тоа подсвесно. Ти можеш да кажуваш милион приказни како е ова за еден пријател, што му се случи, па не знам што, ма една реченица ќе има твој, еден настан, една локација, една песна ќе има твое. Внатре, не знам. Јас така мислам. Мислам дека е многу тешко да го одвоиш тоа. Ако излегло од тебе, излезен од тебе. На крај крајшта начинот излезен од тебе напишување. Дури и да препишуваш ти нешто, некој да ти прераскаже приказна, да речеме, твое. Тоа е многу интересно прашање. Често размислувам на ова тема. Како се создава нешто. И неам многу прилика често да разговарам со луѓе, пошто за да разговараш на тоа мора и другава страна некош за тоа да размислувала, да знаеш што промуавет. Да си свесен за чинов кој ќе пишуваш. Што значи сето тоа? Ти често пишувам и ја се може луѓево да ова да му звучи не знам, нејасно, ама се работи за нешто мистично. Се работи за нешто нелогично, не лесно објасниво. Правиме муавет за, ако е конкретно поезија. Некош твојава состојба, ама зато со идентификација, значи состојбата е минлива, некогаш. Некои состојби не, ама некои состојби се минливи. Ама во тој момент имаш простор и таа состојба ти дава содржина. Содржина ако се стихоеви. Ти стихоеве ги пишуваш. Да, ти ги пишуваш. Ти оданде, ако видиш, гледаш дека еве го автор, ако гледаш сето тоа. Ама внатрешно, тоа само се појавува, ти го уредуваш, колку имаш талент, вкус, така, кој ти е стило, го уредуваш и на време тоа го снемува. Веројатно е тоа така, ама е многу тешко да се објасни. Како некој приемник да си, некој што проследува. Така сите вистински силни поети и писатели вела дека во суштина и можеби нивната скромност или вистина е тоа така, вела дека јас не напишав ништо, мене само ми дојде, јас зедов налив и го напишав или го искуцав на тастатура. Ама таа состојба точно на што рече, таа состојба што не може да се опише, веројатно затоа станува збор за чувство и за уметност и затоа што не е секогаш 2 и 2 4 во тој дел. Значи не е екзактна наука, па ова да биде точно вака. Не може да се објаснат тие работи. Навистина не може да се објаснат тие работи, ама тоа е убајната во нештото. И на крај крајшта па и не мора се да биде да може да се објасни. Зато ти викам тешко е да се објасни, ама некогаш лесно да знаеш дека не си ова ти. Лесно е да не се идентификуваш, а некогаш ако се идентификуваш, тогаш пошто идентификација, да се идентификувам и со автомобил, да се идентификувам и со статус, со кошулава, да се идентификувам и сега ако ми ја накапиш ти, тоа ќе ме боли. Так. Ама ако не се идентификувам со кошулава, окей, ќе ти речем шо, или ми го скрши ретровизоран. Нема да рипнам овде да... Така и со, ако се идентификувам со делово се, ти како можеш да кажеш за мојава книга, за моја песна, за мојот расказ дека не чини, дека... Ама ако е на таков начин... Да, ама тој начин треба да се дојде до таа нирвана и мозокот да го ослободиш од сето тоа. Многу е лесно да зборуваме ние за тоа нешто, ама сите или ајде еве голем дел да речеме ги боли разговорот од критиката, дури и добронамерна критиката да е некој. Убав е моментот да можеш да дојдеш до ситуација кај што супер, ако се бендисува окей, ако не се бендисува окей. Тоа е супер. Ама веројатно тоа е потешко и сега пак се навраќаме нова. Порано тие се помлади, значи ученици 17, 18, 19, 20 еве како студенти е тешко да тој момент да имаш таа не знам мудрост или искуство или шо и да дојдеш до момент на 20 години да речеш гајле ми ти шо мислиш.
не е баш така едноставно. Друго е на 30, 40, 50, 60, кај што си искусен, си видел, си сватил дека на крај краишта не е битно туѓото мислење. Битно е да легнеш вечер и да ти биде окей, да бидеш задоволен од денешното интервју, да бидеш задоволен од денешниот ден, да не направиш ништо лошо, ако можеш да помогнеш, на никој да не му наштетиш и да легнеш. Тоа е најбитно. Ама кога имаш 20 не е тоа така. Кога имаш 30 е малце поразлично, кога имаш 60 е веројатно многу поразлично. Ама то се си носи, времето си носи, искуството си носи, живото си носи, се си носи. Така. Добро. Чекај да имам што сум напишал. Ајде. Овде. Вчера исто... Нема тешко нешто. Не, а во разговоров беше истото, ака се изнаправивме муавет и од се што имав со Тренчо замислено нешто да поминиме, овде добро. Доста работи допревме. Гледа ова интересно кај сите, долу имав, пример вовет, имам теми низ кои што сакам да поминиме, и последно, ако гледаш, поддршка на твојов животен пат. Ова исто ми беше замислено и вчера да го прашам, ама не стасав. Значи, на твојов животен пат, поддршка пишува помош, разбирање од родители, од пријатели, од сограѓани, од институции и од среќни околности во животот. Од тоа ме интересира. Од последно да почнеме. Од среќни околности во животот. Каков ти е однос кон тоа? Веруваш дека некош самиот живот, мислам живот, што подразбираме под живот, се, така, се. Некој би го рекол што космос, универзум, Бог. Дали некош мислиш дека имаш чувство? Се појче верувам дека е тоа така. Како што поминува периодов, се појче верувам дека е тоа така. Еве и пред како правевме муабет, откако ја имав таа повреда на ногата, почнав да верувам дека тоа уствари така треба да биде. Ете, не било пишано јас да бидам одбојкар. Може се тешеш, ама може те носи на друг пат. И верувам, се појче верувам дека некако... Судбински? Да. Се појче верувам дека работите се пишани, дека се е така како што треба да биде. Силно верувам дека јас сум реалист во принцип, со романтичарски елементи, што е измешано. Религиозен си? Во рамки на нормала, да. Например, сум бил на гробот на Исус во Ерусалим. Не наменски, бев ете на семинар за Борев Израел да го спомнам, ама бев таму. И тоа што го почувствував е исто така незаменливо чувство, ама сум религиозен во доза на нормал. Значи, одам во црква, не знам, на празник некој, кој што да сите, не сум фанатик религиозен, ама ја почитувам религијата и религиозно сум воспитуван, моите биле се религиозни, куќна слава или Божик или Великден и традиции и така натаму, и сакам да ги почитувам, мислам дека сте добри работи. А за чувство, што е сочувство во Ерусалим? Не си прв од кој што го слушам ова, дека има нешто почувствував на луѓе што биле во Ерусалим. Не сум немал прилика, ама ова сум го слушнал и исто и од една другарка, негде на телевизија, од луѓе што имале прилика да бидат таму. Нешто е исто. Нешто што му има, да, не може да се објасни, на пример, многу е тоа искуство во Ерусалим, во Израел општо е исто незаменливо, ама не може да знаеш зошто е тоа така. Пред да одиме овде, пред да одиме Ерусалим, нели со другари кажуваш друштво дека ќе одиш за месец-два и имаше муабет, демек внимавајте од енергијата која што може да се шири таму. И ние прашува каква е таа енергија, што се случува. Сега јас не знам дали то чувство што го почувствував таа мојот претходниве муабети овде што се праја, или јас го доживев така нештото, ама дефинитивно постои нешто кое што не може да се опише со збор, за мене.
Не зборувам сега, не знам, религиозно, Бог го гледаш, па не знам, не. Едноставно чувствуваш нешто во тебе. Не е форма. Не е форма, туку некое чувство кое што не знам, ти дава чувство дека си жив и дека си човек. Интересна работа. Тука веројатно се поврзува и историски моменти и емотивни моменти и нормално секој религиозен кој ќе се моли, си спомнува на своите, на блиските, на сите што му го сака доброто, тука емоцијата нели работи самиот историски момент, знаеш дека тука се случило нешто, знаеш дека тука нешто било големо и веројатно сето тоа се вклопува, ама се добива, јас за мене зборувам, се добива чувство кое што не може да се опиши со збор, никако не може да се опиши со збор. Дека е сеено, мислам дека на никој не му е сеено или не би требало, ама не знам. Духовност? Не знам што се случува. Каков ти е односов према она што се нарекува духовност? Знаеш, многу различни луѓе различно, нешто различно подразбира под духовност. Си изградил некој однос кон тоа? Мислам дека немам некој висок стадиум во однос на духовност како филозофија одредена или такви некои моменти. Сакам работите да ги доживувам колку што може поедноставно, да ги перцепирам така, во однос на духовност не доживувам дека можам дури и новие години со ова животно искуство да дојдам до степен да вистински да допри таа духовност до мене. Не зборувам само за религија, туку зборувам за некој момент на еве пак велам на некој нирвана, некој момент кај што не може поинаку да биде тоа. Мислам дека дали е уште рано или треба многу во живото или не знам што е, ама не се оптоварувам некако со тоа. Не размислувам. Не оптеретување. Добро, да. Ме разбираш еве и сигурно писатели што ги сакаш или луѓе што ги почитуваш, историски личности. Знаеш, сите тие значајни луѓе, мислам секој човек е значајен, ама правиме уабетете така за некои историски личности, во нивните биографии скоро па да е некое правило, дека има потрага, значи дали е научник или е писател, има потрага по тоа што сме. Знаеш, во таа смисла духовност, таа идеја дека не сме само тело, од кај да тие идеи, она преска со тебе што го правевме муавет, дека ние, да, ова е животинско, ова е животно, ова иди од животинскиот свет, ама имаме една друга во нас димензија што не прави да видиме луѓе. Така е, ама таа потрага сум видел дека е присутна кај сите, односно кај многу од нив. Ја има веројатно, ама јас па пробувам да најдам човечност, ако да речеме, го спомнавме Робин Вилијамс, мене ми се поинтересни фактите, човечките факти, отколку како тој се спремал психички за една представа или каков бил неговиот однос кон Бог. Значи, поќе сакам да видам и да сватам дека еден Робин Вилијамс или еден, не знам, било кој, не знам, еве Никола Тесла како научник или Ајнштајн или некој спортист или некој писател, не знам, еве Мураками сега го читам последно, значи сакам да го видам човечкото во нив, да видам дека тие се ствари слични на мене. Дека Сабајле ги има истите проблеми со мене, дека треба да купи леп или да направи доручек или на работа ги има истите проблеми. Сакам да ги доживам како обични луѓе. Не сакам сакам јас да знам тие како размислувале, ама сакам и сметам дека сите сме исти во тој принцип. Само некој можеби е поталентиран или поише работи. Сакам да видам дека тој човек денеска плачел или му се случила, не знам, некаква работа, лоша, ама мора вечер да се појави на театарска представа, еве, ако случајот за Роби Вилијамс. Што имаш видено кај Роби Вилијамс? Знаеме дека како завршува? Па знаеме како завршува, како го доживуваш тоа? Ја го доживувам најмногу и затоа
го сакам многу преку неколку негови улоги кои што се за мене блиски, како ја не би знаел тој како го живее својот живот, ама го доживам како многу нормален човек на кој што му се дешава живот со големи падој и со големи кревања, да речеме. И веројатно тој момент кај што тој и многу други звезди, светски писатели, поети, музичари и така натаму не може да го издржа. Тој веројатно е исто она преска што правевме муабет, обожуван од јавноста. Не може да го издржа. Не може да го издржа, обожуван од јавноста, а в соба е сам. Тие се моменти, еве посебно кај пејачиве го има тој момент, да речеме еве и Еми Вајнхаус, и еве Роби Вилијамс, значи пејачов, знам, читав порано дека пател од депресија, вика сите што го гледа тој што го чита, вика е нормално да пати, затоа што пред него имаш, да речеме, аудиториум од 100.000 народ и после се ободиш сам. Енергијата ја нема истата и веројатно му се случува ни в тој живот, а тие во принцип се истите луѓе. Празнина, голта. И таа празнина веројатно не може да ја издржа, ама то се големи луѓе со такви големи животни приказни или па се обични кои што не можеме да ги видиме меѓу нас. Ова со Роби Вилијамс една сега така ми се појавува во менталниот простор една паралела со денешно време. Дека живееме во време на социјални мрежи. Го имаме Роби Вилијамс како еден од најпознати комичари. Значи самава него појава шо е асоциација за фреканција, смеја, позитива некоја. И во филм и надвор од филм. Така, секаде. Значи усвари кај него не било фасада, често пати стварно енергија, ма често пати било фасада, тоа се покажува на со тоа како го завршува живото. И сега една паралела со денешно време, колку ние гледаме такви лица како од Роби Вилијамс. За жал многу. Така? За жал многу гледаме и тоа е една сериозна работа за некои кои што се стручни со тоа. Мислам дека е премногу турбулентно време за да можа сите луѓе сами да си го изнесат товарот врз себе. Мислам дека посебно па во вакви држави како нашава кај што немаме силно развиена свест, самодоверба за себе и така натаму, мислам дека тоа е проблем кој што е многу често овде кај нас и дека некој треба да се занимава. И пак тука велам образованието има клучна улога со тие педагози и служби и луѓе кои што може да му помогна со еден разговор, со еден убав збор и така натаму, затоа што сите еве примери со овие големи светски звезди се плаша од тие што се надвор. И во себе се затвора и то А дури во себе не е добро како да имаш потреба да го излажиш животов и ти ставаш шо? Ставаш дека е добро. Така? Значи, затоа со паралела со Роби Вилијамс. Така е, ма еднаш на крајот, знаеш, се вртиш назад, има едно дело, веројатно го имаш читано, Смртта на Иван Илич. Еднаш мора да се свртиш назад. Ти можеш фасада и можеш што сакаш да правиш. Дома на вечер нема бегање од тебе. Ти можеш до моментот, дури не си легнеш дома, да бидеш што сакаш, најценет, најпосакуван, најгледан, најфален. Ама дома вечер кога ќе легнеш, нема бегањето. Ти знаеш дали си ценет и дали квалитетно нешто направи или денеска само изменаџира со публиката и знаеш дека видоја тие што сака да видам, а ти во себе си незадоволен. И не можеш да избегаш, мора да се свртиш назад да видиш еден ден мора да се свртиш назад да видиш муабето од преска. Дека кога ќе се свртиме назад, дали сакаме да видиме да биде животов наш авторски филм? Така? Тоа е тоа. Тоа е. А веројатно, кој што рековме, е многу тешко да го направиш живот авторски филм, а би било фантастично. Ама да биде твое, да биде од тебе. Авторски филм што значи? Авторски филм значи да кажам некош имам трема, некош да кажам не ми е најдобро, некош да не се смеем, некош да ми биде долу погледов. Значи тоа е авторски филм. Така е, ама така да кажам дека сум
ранлив, да сгрешам, да има борба. Така е, ама се помалку го имате. Се помалку и помалку. Мој впечаток. Дека се помалку и помалку го има тоа нешто. Ти, авторски филм? Градиш? Веројатно како и сите други не. Веројатно, па би било сега да јас градам и сум најдобар. Не е така, веројатно јас сум Не најдобро, во смисла на авторство во живот. Пробувам да бидам свој. Оти автори сме не само ако создаваме Така, автори сме, сега сме автори. Пробувам да бидам свој. Пробувам да имам мој начин на живот, пробувам да имам мој начин на предавање, пробувам да имам мој однос со пријатели, со фамилија и така натаму. Значи пробувам да бидам свој. Колку успевам во тоа, ќе покажи времето нормално, ама дека јас сум баш свој, дека ништо не ми влијај, нормално дека влијај. Јас сум од крв и месо, и сите останати сме од крв и месо, и не може туку така тоа да се тргне. Пак велам, веројатно тоа иди со време, со искуство, со години и така натаму, ама пробувам, сакам да оставам мој впечаток. Јас сум тој. Идејата за авторство постои. Така, постои и се трудам да колку што можам да бидам свој. Сега некогаш појче, некогаш помалци, ама тоа е веројатно нормално. Добро, Мартин. Со што ќе завршиме? Со тоа дека ќе ми кажеш добра идејата за збирката прв пат што ќе ја издавам. Да, добра идејата и добар е концептот што го смисли. Тоа е два и чекам од преска да те прашам. А пошто еве да и луѓето да ги запознаеме, ја и Мартин прв пат денеска се запознаваме, така? Така. Значи се запознаваме на подкастов. Да. И лично прв пат седнуваме и си пиеме пивце денеска. Мислам, ние сме во комуникација и сме посакувале да седниме, што викаме да седниме в кафана, да се видиме ко луѓе, ама досега сме немале. Денеска прв пат се запознаваме. Гледа луѓе како се запознава Мартин и Далибор. То уште од преска долго време, само ние комуницираме, се допишуваме, ма вака во живо. То кажи ми за што мислиш? Види, мене многу ме бендиса твој концепт, твојата идеја на нештото, затоа што прво не е стандарден. Мене ми е окей тоа. Мислам, ти можеш да си одбереш песни, станува. Така, иначе само да појасниме се работи, неам никогаш досега издадена моја збирка поезија. Добро. Иначе пишувам долго време, не знам, фазла сигурно од 1000 миниатури во стих во изминативе 10-12 години напишани и се прв пат сакам тоа нешто да го во книга да го има. Така. Тоа е супер, имаш концепт и барам помош. Така, имаш концепт да одберам јас мене што ми се бендисува од твојата поезија, друг, трет, четврт. Мене првично ми се бендисува тој начин на кој што се влегува затоа што не е стандарден. И значи не е моментот јас. Мене тој момент ми е добар и верувам дека тој е правилен момент. Може би е подобро во животот да се почне јас ова, јас она, ама сметам дека е подоблесно и поскромно и поквалитетно да се почне со другите, во смисла туѓата среќа и туѓата поддршка секој ќе те крени тебе горе. Ти тоа што си го напишал за тебе е супер и може да бидеш и само критичен, ама концептот кој што го направи мене ми беше многу интересен, нормално јас одбрав тоа што мене ми се бендесуваше и искрено јас со душа чекам да видам одбрав многу фазла од тоа што ти реков. Па да, одбрав ми се бендиса и тоа што реков после прај си ти, мачи се ти, јас се мачев тој период да одберам само 10 требаше нели или така нешто, ама не можеш само толку, па после реков нека си прави. Тоа стварно беше идејата. И со душа чекам, стварно со душа чекам да видам концепцијски како ќе излези, како ќе изгледа сето тоа. Значи ти, Добрила, Камелија, Елена, сите, Ирина, Џоко, јас знам од прилика кој се добри шо, знаеш, и ги имаш односо. Ама ми беше ти викам кој идеја кој ми се појави. Чекај, ова ако го одбера други, сама книга има да ја содржи нивна енергија, селекција, не моја, други селекцијата не, знаеш, ова е
песната како песна, тоа е финалното, ама селекцијата и таа е еден вид на енергија. Ти едно препознаваш, едно те бендисува, друго. И сега Секој се поистоветува со свое, така и некако се прави како народна во смисла од народот. Ти си бираш ова, ти ова, значи за сите очи че има по нешто и затоа викам концептот ми се бендиса и ми е окей, баш като што е нестандардно, што ми е исто така окей. Чекаме во предстојнава година ќе се потрудам за лето ова време да... Ајде. Добро, Мартин. Да ја прославиме. Деца вика дека технички сме при крај. Фала ти што прифати да ни бидиш гостин во подкастов, што поддржа ваква идејата рековме, што е да дајме фокус на некои луѓе за кои што мислиме дека прават нешто вредно, дека се интересни соговорници, дека од нив може нешто паметно да се слушни и на крај крајава што се добри за друштво. Така. Честа е моја. Фантастична идеја, ти реков првично ми се бендис идејата, без разлика дали сум јас или не, пошто ми ја кажа идејата. Честа е моја што сум тука и не знам, апсолутна поддршка од мене имате за било што и ако можам во нешто било што да помогнам, со оглед како она преска што правевме мове, да остани ова мало парченце за можеби некој да го види и можеби на некој да му помогне нешто, ништо друго. Значи, ништо друго не е важно, току едно општо добро е сите овде и екипата, и ние, и сите што работите на ова, и со сите идни и гости претходни што ви биле, доставите едно мало делче, на некој можеби нешто ќе му помогне. Тоа е најважно. Ќе го направите свето малце подобро место на живење, друго не е ништо важно. И ќе оставиме еден да речем материјал што после некое време ќе ни биде и нас интересен да го видиме. Така, не само за другите. Така, ќе ти биде интересен. Така, за 10 години да се видиме како сме разговарале и сега за 10 години кога ќе разговараме, ќе имаме интересен материјал за паралело. Така е. Мартин, фала ти. Ушеднаш. Фала ти тебе и вас. Да сме живи, здрави. Да сме здрави и живи и во подобри времена да се гледаме уште поиќе.